История христианской церкви началась здесь, на Святой Земле. У истоков этой истории стоит неповторимая и загадочная личность Иисуса Христа, человека, объявившего себя Сыном Божьим. Конфликт вокруг личности и учения этого человека начался еще при его жизни и продолжается по сей день. Одни признают его Богом воплотившимся, другие – пророком, незаслуженно возвеличенным своими учениками, третьи – выдающимся учителем нравственности, четвертые говорят, что такого человека вообще не существовало. Иисус Христос не оставил после себя никаких писаний, никакого видимого доказательства своего присутствия. То, что осталось от Него, это группа учеников, которую Он назвал Церковью. Црквата е чувар на Христовото учење и продолжителка на неговата мисија на земјата. Таа е место на живо присуство на Христос. Христијанството никогаш не постоело без црквата и надвор од црквата. Да се следи Христос секогаш значило не само да се прифаќа неговото учење, туку и да се биде во заедница со неговите ученици. Преку црквата Христос го продолжува своето дело, кое, иако се извршило еднаш во минатото, не престанува да се врши и во сегашноста. Тој ги причестил учениците со своите тело и крв не еднаш, туку секогаш им ги дава на верните во светата тајна Евхаристија. Во минатото Христос го спасил човештвото со своите крстни страдања, смрт и воскресение, но и постојано го спасува. Црквата ги прифаќа настаните од Христовиот живот не како факти од минатото, туку како настани со постојано значење и кои немаат крај во времето. Токму црквата го создала канонот на Новиот Завет. Тој канон вклучува 4 евангелија, според Матеј, Марко, Лука и Јован. Првите 3 евангелија науката ги нарекува синоптички, бидејќи во нив има многу сличности, а местимично и текстуално идентичен материјал. Тие следат иста хронологија и опишуваат воглавно исти настани. Четвртото евангелие е посебно. Тоа е напишано како дополнување на другите 3 и се концентрира не толку на чудата и параболите на Христос, колку на богословската смисла на неговиот живот и учење. Православните христијани со благочестие го читаат Новиот Завет како зборник на книги кои раскажуваат за Христовиот живот и учење за првите години од историјата на црквата. Но тие не сметаат дека црквата која ја основал Христос пред 2000 години била принципиелно поинаква во споредба со црквата чии членови тие се денес. Христос со истата полнота се пројавува себе си и сега со која се пројавувал и пред своите ученици. Неговото присуство не се намалило, благодатта не се намалила, неговите спасоносни сили не ослабнале. Меѓу евангелистите постојат некои разлики. Например, Матеј раскажува за исцелување на 2 демоноопседнати, а во паралелните места кај Марко и Лука се говори за исцелување на 1. Сведоштвата за посетата од жените мироносици на празниот Христов гроб се разликуваат во детали. Сепак, таквите разлики се објаснуваат со тоа дека за едни исти настани пишувале различни луѓе. Едните биле очевидци на настаните, а други раскажувале за нив од она што го слушнале многу години подоцна од опишаните настани. Присуството на малите разлики само ја зголемува веродостојноста на раскажувањата на евангелистите. Докажува дека тие не се договарале еден со друг, а суштински разлики меѓу евангелистите нема. Иисус Христос описан в Евангелии как реальная личность, обладающая всеми свойствами обычного человека. Он рождается и растет, ест и пьет, устает и спит, скорбит и радуется, страдает и умирает. И вместе с тем Евангелие
неопровержимо свидетельствует о том, что Иисус Христос есть Бог воплотившийся. Исус се раѓа како и другите деца, но не од маж и жена, туку од Светиот Дух и од девица. Новороденчето го носат во храм како и другите првородени, но Исус во храмот го пречекуваат пророк и пророчица и го признаваат за вистинскиот Месија. Тој расте и крепне со духот во родителскиот дом, но како 12 годишник седи во храмот меѓу учители и кажува таинствени зборови за својот отец. Тој оди да се крсти во Јордан како и другите луѓе, но во моментот на крштението се слуша гласот на Отецот и се појавува Светиот Дух во вид на гулаб. Тој се изморува од одење, седнува покрај кладенец и од самарјанката бара вода за да пие. Сепак, во друга прилика, кога учениците му донесуваат и му понудуваат храна, не пие и не јаде. Спие во коработ, но кога се разбудува, со збор ја смирува силната бура. Се искачува на ридот Тавор и се моли на Бога како секој друг човек, но додека се моли, се преобразува и пред учениците засветува со светлината на своето божество. Тој оди кај гробот на Лазар и ја оплакува смртта на својот пријател. Сепак, со зборовите «Лазар, излези надвор», го воскреснува. Тој се плаши од страдањата и го моли Отецот, ако е можно да ги избегне. Сепак, се предава на волјата на Отецот и е подготвен да умре за луѓето. Тој на крајот прима подбивање, понижување и распнување. Умира на крст како престапник, но на третиот ден воскреснува од гробот. Зборот црква во Евангелијата се употребува само еднаш. Во Евангелието според Матеј се раскажува како Исус, кога минувал низ земјата Кесарија Филипова, ги прашал своите ученици: «За кого ме сметаат луѓето?» А тие рекоа: едни за Јован Крстител, други за Илија, а некој за Еремија или за еден од пророците. Тој им рече: а вие што велите, кој сум јас? Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, син на живиот Бог. Тогаш Исус одговори и рече: блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот Отец кој е на небесата. И јас ти велам дека ти си Петар, и на тој камен ќе изградам мојата црква, и портите на пеколот нема да ја надвладеат. Од Евангелието според Матеј. Заедницата на Христовите ученици била црквата во која учениците ги усвојувале божествените откровенија од устата на воплотениот Бог Слово. Токму во усвојувањето на тоа искуство и се состоело учеништвото на апостолите. Тие го нарекувале Исус Учител и Господ, а Христос го прифаќал тоа обраќање како точно. Ме нарекувате Учител и Господ, и право велите, зашто тоа сум. Тој како задача на учениците им определил да го подражаваат, тоест да го следат неговиот пример. Кога им ги измил нозете на учениците, Христос им рекол: ако јас, Господ и Учител, ви ги измив нозете, и вие сте должни да ги миете нозете еден на друг, зашто ви дадов пример да го правите она што и јас. Осознавајќи го своето учителско достоинство, Христос велел: ученикот не е поголем од својот учител, а слугата не е поголем од својот господар. За ученикот е доволно да биде како својот учител, и за слугата е доволно да биде како својот господар. Истовремено истакнувал дека неговиот ученик не е слуга и не е роб на својот учител, туку негов пријател и соработник. Не ве нарекувам веќе слуги, зашто слугата не знае што прави неговиот господар, туку ве нареков пријатели, зашто ви кажав се што слушнав од мојот Отец. Односот на Христос кон учениците се разликува од неговиот однос кон останатиот народ. Народот го поучува со параболи. На народот не му кажува се. Зошто им зборуваш во параболи? А тој им одговори и рече: зашто вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. Оти кој има ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема ќе му се земе и она што го има. Затоа им зборувам во параболи, зашто гледаат и не видуваат, слушаат и не чујат, ниту разбираат. А вашите очи се блажени оти гледаат
и ушите ваши бидејќи слушаат. Зашто вистина ви велам, многу пророци и праведници сакаа да видат што гледате вие и не видоа, и да чујат што слушате вие и не слушнаа. Од Евангелието според Матеј. Ученики Христа были той первоначальной церковью, которой Спаситель на Тайной вечере в Сионской горнице под видом хлеба и вина преподал свои тело и кровь. Это событие положило начало церкви как евхаристической общине. После воскресения Христова апостолы по завету Спасителя в каждый первый день недели, называемый Днем Господним, собирались вместе для преломления хлеба и совершения Евхаристии. На тајната вечера Христос на учениците им ја дал онаа заповед што станала основа на етичкото учење на христијанската црква. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг. Како јас што ве возљубив, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа сите ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Од Евангелието според Јован. Исус Христос ги учел апостолите за тие да можат да го предадат Евангелието на следните поколенија. Сепак, главно во апостолската проповед не било етичкото или духовното учење на Христос, туку веста за неговата смрт и воскресението. Токму воскресението на христијанството му ја давало онаа оригиналност, заради која христијаните ја нарекле својата вера Нов Завет по аналогија со Стариот Завет кој Бог го склучил со народот Израил. Воскресение Христова является центральным фактом Евангелия и ключевым моментом истории Церкви. Однако этот факт был признан не сразу и не всеми. Воскресение Христова прошло столь же незамеченным, как и Рождество Христово. И с первых же дней после воскресения у многих людей, в том числе у учеников Христа, зародились сомнения. Этого не скрывает и Евангелие, когда рассказывает о том, как ученики Христа, увидев Его воскресшим, поклонились Ему, а иные усомнились. Кога апостолите му кажале на апостолот Тома дека го виделе Господ воскреснат, тој одговорил: додека не ги видам раните на рацете негови и додека не го ставам прстот свој во раните од клинците негови и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. Од Евангелието според Јован. Во тие зборови се покажал скептичкиот разум на човекот кој бара логички опипливи докази. Но во христијанството ништо не може логички да биде докажано. Ниту постоењето на Бога, ниту Христовото воскресение, ниту другите вистини кои може да бидат прифатени само со вера. Бога никој никогаш не го видел. Тие зборови не ги изрекол атеист, туку најсаканиот Христов ученик, апостолот Јован. Без оглед на сите обиди да биде докажано постоењето на Бога, таков очигледен доказ за сите не пронашла никоја религија, не го нашло ни христијанството. Впрочем, тоа не ни барало таков доказ, како што не барало ни доказ за Христовото воскресение. Наспроти привидната недокажливост на христијанската вера, милиони луѓе поверувале и ќе поверуваат во Христовото воскресение. Веруваат и ќе веруваат дека Бог постои, зашто го сретнале воскреснатиот Христос на својот пат и во него го познале Бога. И секакви други докази биле непотребни. Так произошло с двумя учениками Христа, которые, возвращаясь из Иерусалима в Эммаус, встретили на пути воскресшего Иисуса. Поначалу они не узнали Его, потому что Его внешний облик изменился. Он говорил с ними на пути, вошел вместе с ними в дом, и лишь когда Он преломил хлеб, они узнали Его благодаря этому столь знакомому жесту. Но Он тотчас же сделался невидим для них. И тогда они сказали друг другу: «Не горело ли сердце наше в нас, когда Он говорил нам на дороге?» И тотчас они вернулись в Иерусалим и рассказали ученикам о том, что встретили воскресшего Спасителя. Учениците не го познале воскреснатиот Бог, гледајќи го со своите очи,
туку преку внатрешните, душевни очи. Но тогаш кога го познале, тој станал невидлив за нив, бидејќи телесниот вид не е неопходен кога срцето се разгорува со вера и љубов кон Бога. Затоа зборувал и Христос, обраќајќи се кон Тома. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Блажени се зашто не барале логички докази, туку оганот што Бог го пали во човечките срца. Христијаните веруваат во Христовото воскресение не заради тоа што некој во тоа ги убедил, не заради тоа што прочитале за него во Евангелието, туку заради тоа што тие самите со нивното внатрешно искуство го познале воскреснатиот. На протяжении веков скептический разум человека говорил: «Не увижу, не поверю». А христианство отвечало: «Веруй, хотя и не видишь». Учением о воскресении христианство бросило вызов всему окружающему миру, требующему логических доказательств веры. Но именно на этой вере в воскресение Христа, вере, не подтверждаемой какими-либо осязаемыми доказательствами, но подтверждаемой опытом миллионов людей, зиждется жизнь Церкви вплоть до настоящего времени. По воскресението, Христос ги задолжил своите ученици со проповедничка, учителска мисија. Одете, научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што ви заповедав. Сепак, во првата недела по Христовото воскресение, учениците се уште не ја разбирале смислата на она што ги учел, продолжувајќи да се надеваат дека тој е царот израелски кој ќе ја востанови изгубената политичка моќ на еврејскиот народ. За вршење на апостолската мисија, на апостолите им била неопходна помош од Светиот Дух, кој им бил даден на денот Педесетница. Тој настан, опишан во книгата Дела апостолски, од неписмени рибари, ги направил Христовите ученици смели проповедници на Евангелието. Слегувањето на Светиот Дух во учениците ги уништило сите сомнежи во Христовото воскресение, последните колебања во врска со потребата од мисијата што Господ им ја задал. Кога Светиот Дух слегол на учениците, кога тие проговориле на различни јазици, кога почувствувале несветска сила и нови можности, тие почнале да го разбираат својот вселенски повик, кој се состоел во тоа да ги учат сите народи да го проповедаат Евангелието на секое создание. В момент Пятидесятницы община учеников Спасителя насчитывала несколько десятков человек. Христианская традиция говорит о 12 ближайших апостолах Спасителя и 70 других апостолов. А общее число уверовавших во Христа составляло несколько сотен, может быть, несколько тысяч. В любом случае, это была очень незначительная по численности группа людей. Церкви предстояло пройти огромный путь, прежде чем она приобретет поистине кафолический, вселенский характер. Поразува брзината со која се распространувала новата вера. Апостолите прво, како и Христос, проповедале меѓу евреите, во Ерусалимскиот храм, во синагогите, во приватни домови. Сепак, наскоро по Христовото воскресение, апостолската проповед излегла преку границите на Јудеа и почнала да се шири низ целата Римска империја, па и надвор од незините граници, и тоа не само меѓу евреите, туку и меѓу паганите. Иако проповедта меѓу евреите била релативно неуспешна, проповедта меѓу паганите им нудела на апостолите бескрајно мисионерско поле по кое тие го сееле семето на Божиото Слово и тоа семе бргу почнало да дава плодови. Решението да се проповеда меѓу паганите, црквата го донела под влијание на апостолот Петар, кој прв настојувал и да се укине обрезанието како услов за пристапување во црквата. Тој фактички станал глава на апостолското собрание по смртта и воскресението на Христос. Неговиот живот бил исполнет со труд и се овенчал со маченички крај. Сепак,
најмногу меѓу паганите се потрудил не Петар, туку апостолот Павле, кој бил наречен апостол на паганите. За време на Христовиот живот, Павле, кој тогаш се викал Савел, не бил меѓу неговите ученици и по неговото воскресение бил активен противник и гонител на црквата. Но обраќањето на Савел, според значењето, се споредува со денот Педесетница. Кога патувајќи се приближи до Дамаск, одеднаш го осветли светлина од небото, падна на земјата и слушна глас кој му рече: Савле, Савле, зошто ме прогонуваш? А тој праша: Кој си ти, Господине? А тој рече: Јас сум Исус, кого ти го прогонуваш. Од книгата Дела апостолски. Потоа Савел останал ослепен неколку денови, а потоа примил крштение и прогледал, не само физички, туку и духовно. Одгонител на црквата, станал незин ревностен бранител и проповедник. Извршил 4 мисионерски патувања и својот проповеднички подвиг го завршил маченички во Рим. Православната црква го слави апостол Павле како еден од двајцата со Петар првоврвни апостоли. Проповедуя христианство язычникам, Павел стремился сделать христианскую веру доступной для них, говорил на понятном им языке. Придя в Афинский Ареопаг, он обратил к его членам пламенную проповедь, которую начал со слов: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я увидел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Проповедь апостола Павла в Афинском Ареопаге осталась в памяти церкви как замечательный образец проповеднического искусства. Вот ее текст, выгравированный на медной плите в память о великом апостоле и в назидание потомкам. Корпусот од посланија на апостол Павле сочинува голем дел од Новиот Завет. Апостолот Павле е толку значаен за развојот на православната црква, што некои го споредувале и со самиот Христос. Во 4 век, Свети Јован Златоуст велел дека Христос преку апостол Павле на луѓето им кажал повеќе отколку за време на неговото служење на земјата. Апостолот Павле бил творец на православното учење за црквата. Тој ја определил црквата како тело Христово, чија глава е Христос, како жив организам во кој секој член има своја функција, свој повик и служење. Единството на членовите на Христовото тело се утврдува со единството на литургијата, која е заедничка трпеза, на која, по молитвите на црквата, се остварува претворање на лебот и виното во тело и крв на Христос. Во прво време, литургијата навистина наликувала повеќе на вечерна трпеза, отколку на богослужба. Сепак, на таа трпеза се читало Светото Писмо, се кажувале поуки, се пееле псалми и потоа се кажувале евхаристиските молитви кои имале импровизиран карактер. Литургијата почнувала по заоѓањето на сонцето и траела до изгреј сонце. Постепено, литургијата почнала да добива форма на служба. Молитвите почнале да ги запишуваат. Но, иако се сменила формата на литургијата, незината суштина останала иста од времето на апостол Павле до денес. Се распнав со Христос и веќе не живеам јас, туку во мене живее Христос. За мене Христос е животот, а смртта придобивка. Јас ги носам Исусовите рани на моето тело. Апостол Павле. Основой апостольской проповеди, согласно Павлу, является вера в воскресение Христа. В то же время он сознает, что проповедь Христа распятого и воскресшего – это вызов как для иудейского, так и для эллинистического сознания. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов – безумие. Справедливость слов апостола-язычников подтвердилась во II-III веках,
когда христианская вера начала стремительно распространяться, встречая отпор как со стороны иудеев, так и со стороны язычников. Но об этом в нашем следующем фильме.